Компаниите почнаа да ги добиваат ефтините кредити обезбедени со заем од Унгарија. Министерството за финансии ја префрли првата транша од 10,4 милиони евра на Развојната банка, пари кои потоа ќе отидат кај соодветните деловни банки. Трансферот бил реализиран по доставено барање на Развојната банка, откако проектите биле одобрени. Министерката за финансии засега не кажува на колку компании ќе им бидат префрлени овие пари, во кои сектори тие работат и за колкави суми станува збор. Повеќе детали би требало да побарате во Развојна банка, затоа што ние само ги префрламе средствата. Развојна банка е одговорна да ги добива податоците од комерцијалните банки и јас како министер кажав дека не би сакала да завлегувам понатаму во детали околу тоа на кои компании се одобрува. Знаете, договорот беше дека за сите трговски друштва, освен за оние активни корисници на државна помош, за сите останати, овие средства се на располагање. Вкупно 250 милиони евра ќе бидат пласирани во приватниот сектор за нови инвестиции. Една компанија може да аплицира за кредит од најмногу 10 милиони евра. Оддаловните банки кои ги нудат овие кредити со трошок од 1,95% велат дека интересот бил поголем од очекуваниот. Откако премиерот рече дека поради поголемата потреба за вбризгување пари во стопанството, најверојатно преку нов заем ќе се обезбедат повеќе средства, министерката вели дека таа се фокусира на пласирање на првичните 250 милиони евра. Добивме информација од сите банки дека побарувачката е многу поголема отколку тоа што го нудиме. Јас би застанала тука да ги искористиме средствата, а понатаму ќе видиме во втората фаза за дополнителни средства, одобрување на дополнителни средства и можности за изнаоѓање или од каде ќе ги изнајдеме дополнителните средства доколку се договориме, за таква втора фаза би рекла. Парите за стопанството треба да го забрзаат инвестицијскиот циклус во земјава, а со тоа и растот на економијата. Министерката за финансии е задоволна од економските перформанси за крајот на 2024-та и зголемувањето на бруто домашниот производ од 3,2% во последниот квартал. Вели дека ништо не може да се промени преку ноќ, особено поради ризиците кои доаѓаат од надвор, но работите се одвивале во добра насока. Димитриевска Кочовска сепак е предпазлива. За сега нема план да ја ревидира проекцијата за економски раст од 3,7% за 2025 година.